Елегантен накип по полни цени. MD Jewelry е правото место за вас. Порачите на линкот под видеото. Добровте во 50-та јубилејна епизода на Ерускер. Токму така, денес ја бележиме 50-то апонато видео на мојот канал. Значи сите случаи, сите можни случаи ги покривме, значи од Зодиак до Бермудскиот трајаголник, од Хари Худини до Оџи Симпсон. Значи сите тие случаи завршија во мојот лев джеб. Иако не ги разрешивме, сепак тие остана неразјаснети, но сепак не е мала работа да имаме 50 епизоди на мојот нов канал. Значи по повод на овој јубилеј, денеска ќе се навратиме на втората епизода на мојот канал, значи од првата сезона, тоа беше Анабел. Така е, уште еднаш каде се сочиме со демонските активности на кукот Анабел, а пред тоа имаме тука неколку прашања што би сакал да ги одговорам. Овие прашања се нели од вас и баш сакам да ги прочитам и да разјасниме некои работи во врска со мојот канал. Значи првото прашање што го добив од вас е што те инспирираше да започнеш каналот. Значи кажав многу пати, мислам дека имам кажано во Ерускер. Значи првото нешто што ме инспирираше да започнам овој канал беа многу добрите случаи, многу интересни. Јас ги најдов многу интересни овие случаи што ги обработувавме во Ерускер Тансофт, односно во првите 4 сезони на Ерускер. Значи многу ми се допаѓа, едноставно имав, како да кажам, бев фан на такви случаи. А втора работа, имав многу слободно време дома и си реков да го искористам ова слободно време на подобар начин. Си реков да си отворам канал и да си ги обработувам случаите на мојот канал. Можеме да отидеме во второто прашање. Второто прашање беше каде може да ти ги пратиме, каде може да ти пратиме некоја наша случка или приказна. Значи јас сум отворен за такви нови работи од вас, нели? Затоа може да ми пратите на Инстаграм или на мојот мејл и тие ќе ги ставам во дескрипција доле, ќе можете на нив да ми пратите. Третото прашање е кои совети би ги дал на сам себе на почетокот. Значи на почетокот јас тоа и го направив, си дадов нели како две совети да не се откажувам и така како што реков, да не се откажувам толку брзо и да си верувам во себе си, нели тоа е многу важно кога ќе почнете YouTube канал. Јас тоа го препорачувам на сите вие кои што би сакале да почнете YouTube канал, да не се плашите, да верувате во себе и да не слушате многу лоши работи од други луѓе. Четвртото прашање дали ќе снимаш епизода за Бигфут. Значи Бигфут го мислам долго време, тоа е еден многу добар случај, но можам да речем за жал сите случаи што ги гледав на YouTube, сите епизоди што беа во врска за Бигфут на YouTube беа нели во прво лице. Луѓето што ги поднале видеото за Бигфут беа на самиот терен, нели на самите места каде што наводно Бигфут се појавувал и нема нешто многу теорија што би можеле ние да го работуваме, но сепак ќе размислам, ќе видам што можам да најдам и ќе видиме дали Бигфут ќе биде во Ерускер. Петото прашање дали некогаш си имал паранормално искуство. Значи ова прашање ми е многу интересно вака. Лично сум немал паранормално искуство, ништо не ми се случило, иако во некои поготово во ноќи некои се случувале некои работи што би сакал да ги конектирам со нешто паранормално, ама сепак од тоа не произлезе ништо и затоа мислам дека не ми се случило до сега ништо паранормално. Шестото прашање дали веруваш дека приказната на Анабел е вистинита. Повторно се враќаме на Анабел, како што сум кажал нели многу пати, како фан на надприродното, јас сакам да верувам дека све што е надприродно е вистинито. Има многу факти, вистинити факти што поддржуваат теоријата дека Анабел била навистина запоследната од некој демон и тој демон го користел кукото за да прави лошо на луѓето околу нејзе. Мислам дека нема нешто многу неразјаснето околу Анабел, ама затоа денеска нели како што кажав ќе си одам на почит на соствениот серијал и уште еднашка во оваа 50-та јубилејна епизода ќе ја обработуваме Анабел, па останете во видеото за да дознаете повеќе за таа демонска кукла. Седмото прашање е дали планираш нов серијал. Нов серијал, мислам дека тоа за сега ќе остане тајна и нема ништо да кажувам за тоа, нека биде изненадување. И осмото и последно прашање, која епизода досега мислиш дека ти е најдобра, а која е најлоша? Па за ова немам досега многу зборено, немам вошто зборено, мислам дека најдобра епизода до сега, ако се земе целокупниот мој перформанс во таа епизода, мислам дека ми е Зодиак, нели првата епизода на овој серијал, најпрвата епизода од целото ова шоу Зодиак, нели јас сум голем фан на случајот за Зодиак и мислам дека таа епизода до сега ми беше најдобра. Многу добри детали има и многу, нели како што кажав, првата епизода Зодиак е како може да се рече како таткото на сите серијски убици
страници, значи све можете да најдете во неговиот случај, тој случај многу интересен и мислам дека добро е направив таа епизода и мислам дека сега е време за овие ствари што ги купив специјално за оваа епизода. Сега еве сме назад, нели можеме да продолжиме со случајот на Анабел. Во 1952 година Ед и Лорен Ворен го основаа Друштвото за психички истражувања Нова Англија или НЕСПР, за да ги истражат пријавените обсенувања. Додека Ед и Лорен оттогаш починаа, НЕСПР денес го води нивниот зет Тони Спера. Во текот на децениите НЕСПР истражуваше многу паранормални настани кои подоцна ќе станат познати филмови, вклучувајќи го семејството Перон, прогонувано во филмот The Conjuring, The Haunting во Connecticut и можеби непознатото The Horrors of Amityville. Сепак, ниту еден од овие настани не зароби имагинацијата на јавноста како Анабел. Според НЕСПР, приказната за Анабел започна во 1970 година, кога 28 годишна студентка по медицински 28 годишната студентка на медицина по име Дона добила куква од нејзината мајка како роденски подарок. Дона ја чува куклата на својот крај во станот што го делела со цимерката Енџи. Набрзо по добивањето на куклата, Дона и Енџи почнале да забележуваат на позиции во кои не ја оставале. Понекогаш дури да ја најдат во нова соба. Во неколку наврати Дона рече дека ја оставила куклата на каучот за подоцна да се врати дома и да најде на нејзиниот кревет зад затворената врата од спалната соба. Нивниот пријател Лу имал лошо чувство за куклата и рекол на Дона да се ослободи од неа. Дона не послушава, дури ни отконашува парчиња хартија кои не ги чувале во својот дом со пораки како помогни ми и помогни му на Лу, напишани на нив со детски ракопис. Еден ден откако забележава капки од она што изгледаше како крв на градите рацете на куклата, Дона и Енџи решија да контактираат со јасновидец. Јасновидецот спороведе сеанса кој го откри духот на 7-годишно девојче по име Анабел Хигинс, која живее во куклата. Приказните се различни, но некои велат дека нејзиното тело било пронајдено на полето каде подоцна бил изграден станот на Дона и Енџи. Јасновидецот рече дека Дона и Енџи направиле Анабел да се чувствува сакано и дека духот сака да остане во куклата. Дона се чувствува лошо за девојчето и дава дозвола за духот да живее внатре во куклата. Значи ова е многу лошо, нели кога се дава дозвола за и дали е дух, дали е демон, никој не смета да дава дозвола да престојуваат во куклата, камо ли во целата куќа. Ова е многу лоша постапка што направила ова Дона и можеме да продолжиме. Меѓутоа Лу не ги прифаќаше добрите намери на духот. Една ноќ Лу се разбуди од лош сон со чувство на парализа. Погледа надолу во неговите нозе ја виде Анабел која почнала да лази по неговите гради, каде што куклата почна да го дави. Лу на крај се онесвести. Утрото тој беше убеден дека случката не била сон. Еден ден кога Анабел наводно се обидела да го задрави Лу, тој и Енџи се подготвувале за патување кога слушнале силен шум на борење во собата на Дона. Кога отишол да истражи, Лу не нашол докази дека некој во собата, иако изгледаше дека Анабел била фрлена на подот. Како што се приближуваше до куклата, Лу одеднаш се удвои од Бога, стегајќи ги градите низ неговата сега натопена кошула со крв. Ја отвори кошулата за да ги открие гребаниците на канџите во знака на ѕвер. Се вели дека градите на Лу заздравеле речиси веднаш и дека сите знаци на трагедите од канџи исчезнале во рок од 2 дена. Значи ова е еден од неразјаснетите детали и најневозможните детали можам да речам, значи немало никој во куќата, сепак куклата некако била падната на земја и подоцна кога овој Лус и се приближил на куклата, некој го изгребал со ноктите на канџи, а подоцна па уште почнува тие рани одма му заздравеле и воопшто не се дознал како тоа се случило, никој немал во собата, куклата била доле и неговите рани и мислам дека ова е добар доказ дека навистина демон бил тој што бил во куклата на Анабел. Се вели дека градите на Лу заздравиле речиси веднаш и дека сите знаци на трагедите од канџи исчезнале во рок од 2 дена. Во овој момент Дона одлучи дека доволно е доволно и ги контактирала Ед и Лорен Ворен. Ворени утврдиле дека куклата всушност не била опсената, бидејќи според НЕСПР не може да се поседуваат неживи предмети. Наместо тоа, Анабел била манипулирана од нечовечки демонски дух кој ја користел куклата за да бара човечки домаќин. Според Ворени, демонот бил само на неколку недели од завршувањето на неговата наезда, што можело да резултира со смрт на Дона, Енџи и Лу. Иако не верува дека куклата ја поседува девојка по име Анабел, куклата продолжи да се нарекува со тоа првобитно име.
Семејството Ворен побара од свештеникот да изврши екзорцистички благослов во домот на Дона Јенџи, а Дона побара од Ворени да остранат Анабел во станот. Анабел сепак не би поминала без борба. Додека е возеле кујката назад во нивната куќа, Ворени тврди дека автомобилот сам скршнува од патот и дека сопирачките откажувале. По неколку блиски промашувања, Ед ја прекрстил куќата со света вода, што им возможнило да завршат патувањето безбедно. Назад во домот на Ворени куќата продолжува да бунтува, движејќи се низ куќата сама, па дури и левитирајќи од сточето до бирото на Ед. За време на посетата на Ворени, отец Джейсон Бредфорд, католички екзорцист, наводно ја крена Анабел во столот и рече, цитирам: "Ти си само кукла, Анабел, ти не можеш да повредиш никого." Ворен му кажа на отец Джейсон да биде дополнително внимателен додека вози и да им се јави кога ќе дојде дома. 3 часа подоцна Ворени добиле повик од отец Джейсон, велејќи дека неговите сопирачки се изгаснале кога тој влегувал на раскрсница и дека неговиот автомобил бил целосно сопрен. Отоаш куќата останала во визбата на Воренови и не наштетила на никого. Значи, толку е од овој случај за Анабел. Како што видовте, Анабел била демонот, односно што бил во Анабел, бил многу злобен и како што видовте, нели, колку несреќи предизвикал, односно евентуални несреќи предизвикал. За среќа, нели, секој останал жив и не се случило ништо. Кога ќе се земе, нели, технички никој не може да рече така е, нели, демонот во Анабел ги предизвикал сите тие работи, но еве на пример како би се објаснило тоа што Анабел се движела само околу куќата без никој да ја допре и како би се објасниле тие гребениците на тој луѓ што бил со Дона Јенџи во станот. Значи тоа е необјаснливо и барем за некој време овој случај ќе остане неразјаснет. Можам да кажам пријатно и се гледање во 6-та и последна епизода за оваа сезона.